Земјоделците од источниот регион во екот на наводнувањето на земјоделските површини да внимаваат како ги поставуваат цевките, односно системите за наводнување и распрскување во близина на далеководните траси, апелираат од МЕПСО. Портпаролот на МЕПСО Никола Стојанов потенцира дека секогаш оние кои поставуваат системи за распрскување и наводнување да не забораваат дека водата е спроводник на електричната енергија и секогаш може да направи во контакт со електрична енергија и со телото на човекот штети, а некогаш и катастрофални последици по здравјето и животот на луѓето. Во тек на сезоната за наводнување апелираме до сите земјоделци да бидат особено внимателни кога ќе ги инсталираат и оперираат со системите за наводнување и распрскување во близина на трасите на далеководите од преносната мрежа со која оперира МЕПСО. Тоа значи никогаш да не ги поставуваат системите за распрскување под проводниците на далеководите и секогаш да имаат на ум дека водата е проводник на електрична енергија и дека во контакт со проводниците може да предизвика несакани последици по нивното здравје, а за жал понекогаш и фатални последици по животите на луѓето кои што управуваат со таа опрема, но и на сите луѓе кои што можат да се најдат во непосредна близина на системите. Заради тоа ги замолувам сите земјоделци своите системи за наводнување да ги поставуваат што е можно подалеку од трасите на далеководите, од проводниците и од столбовите и секогаш да внимаваат на правецот и на јачината на ветерот кога ги поставуваат тие системи. Воедно оваа прилика сакам да искористам и да апелирам до нив да не поминуваат со робусна земјоделска механизација под проводниците на далеководите. Тука мислам пред се на комбајните, заради тоа што и со тоа го се изложуваат на опасност сами себе, но ја загрозуваат и доверливата и стабилна работа на електропреносниот систем. Тој истакна дека благодарение на кампањите и на медиумите од 2013 година нема несрекни случаи под далеководите во Источна Македонија. Последниот случај кој заврши фатално за земјоделец од Свети-Николскиот регион беше пред 5 години. Стојанов забележува дека земјоделците не треба да ги палат и нивите по жетвите, а кои се во непосредна близина на далеководите.